Беше тоа на 2 мај 1863 година кога е роден Тома Давидов, офицер од Бугарија, учесник во македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонскиот комитет од Софија, подосна станува војвода на Македонската револуционерна организација. На 15 март 2020 година граѓани од Охрид поставиле спомен плоча близу Оздолени во чест на годишнината од убиството на Давидов. Плочата била уништена од вандали по 2 недели. На 2 мај 1903 година во селото Смилево, Демирхисарско, почнал Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ на Тморо. За председател на конгресот бил избран Даме Груев. Мнозинството на конгресот се изјаснило за кревање во стание. Беше тоа на 2 мај 1924 година кога во Битола е родена актерката Мери Бошкова, една од доаѓените на македонското глумиште. Бошкова ќе остане запаметена по насловната улога во првиот македонски долгометражен филм Фросина, како и во првата македонска филмска комедија Мирно лето. Она што најмногу ја одвојува и пошто ќе се памети Бошкова е улогата на Живка во комедијата на Бранислав Нушиќ, Господја министерка, која ја играше на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје. Освен во театарот, Бошкова беше активна и во радиодрамата, ТВ-драмата, како и на филмот. Незината последна улога беше во филмот на Димитрije Османли Ангели на отпад. Добитничка на најголемите признанија во незината богата актерска кариера. Награда 11 октомври. Награда за најдобро актерско остварување на Македонскиот театарски фестивал. Стериината награда за најдобро актерско остварување на фестивалот Стериино позорје. Награда на град Скопје 13 ноември и други. На 2 мај 1948 година е роден Панде Манойлов, македонски поет, раскажувач и новинар. Најпознат е по песната за Палестина, што е напишал во 1982 година и ја објавил во весникот Нова Македонија, поради трагичните масакри во бегалските логори Сабра и Шатила во Ливан. Оваа песна во август 2006 година во радиото Монте Карло во емисијата за арапски јазик била прогласена за најубава странска песна посветена на Палестина. Работел во редакцијата на весникот Битолски весник од Битола. Бил член на Друштвото на писателите на Македонија од 1989 година. Беше тоа на 2 мај 1949 година, кога во Струмица е формиран Народниот театар Антон Ванов. Во театарот била изведена првата представа Бегалка од македонскиот писател Васил Илјовски. На 2 мај 1950 година пуштена е електрична енергија во населбата Илинден, тогашно Белимбегово. Пред да се пушти низ народот се расшириле многу шпекулации, дезинформации дека струјата е штетна, особено за очите. Беше тоа на 2 мај 1951 година, кога е роден Смиле Наумовски, македонски писател. Работи како наставник по македонски јазик во Охрид. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1995 година. Добитник е на наградата Студентски збор за најуспешна дебитантска книга за 1978 година и добитник за награда за најдобар расказ на државно ниво во 2007 година. Негови песни се преведувани на српски, хрватски, албански, бугарски и италијански, а со расказ е застапен во антологијата на македонски раскази на руски јазик, издадена во 2009 година во Москва. На 2 мај 1960 година е роден Ѓорѓе Иванов, македонски политичар, универзитетски професор и поранеше председател на Македонија во периодот од 2009 до 2019 година. На функцијата стапил на 12 мај 2009 година, откако победил на председателските избори истата година како кандидат на ВМРО ДПМНЕ, а за втор мандат бил избран во 2014 година. Претходно бил професор по право и политикологија на правниот факултет Јустинијан I во Скопје.
Беше тоа на 2 мај 1963 година, кога е роден Горан Рафајловски, македонски политичар, доктор, инженер по електротехника и универзитетски професор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Има објавено повеќе од 40 научни трудови во Македонија и во повеќе држави во Европа и светот. Тој е конструктор на уредот BCTS-130, доцент на Институтот за електрични машини, генерален директор на Електростопанство на Македонија, а од 2001 до 2005 година амбасадор на Македонија во Сојузна република Германија. 2005 година претседател на управниот одбор на фондацијата Борис Трајковски. На 2 мај 1999 година, во текот на бомбардирањето на Сојузна република Југославија, авиацијата на НАТО употребила графитни бомби, предизвикувајќи распад на електроенергетскиот систем на земјата. На 2 мај 2007 година, еден од учесниците на релито Гамбол 3000, Николас Морли, возејќи со недозволена брзина во близина на струга, удрил во друго возило при што загинале двете лица од другото возило. Брачниот пар Чепујновски Оструга. Релито било прекинато, а Морли осуден. Беше тоа на 2 мај 1980 година, кога починал Кирил Петрушев, прв министер за внатрешни работи на Македонија, подосна маргинализиран од политичкиот живот поради поддршката на резолуцијата на Информбирото. На 2 мај 1982 година е родена Емилија Златкова Атанасова, македонска писателка. Од 5-та година живеела во Пробиштип, каде завршува основно и средно училиште. Завршува македонска книжевност и македонски јазик на факултетот Блаже Конески во Скопје. Плоден автор, основач на издавачката Куќа Збор и главен уредник во истата. Моментално живее и работи во Велес.